Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани членови на владата, почитувани колеги пратеници. Имам три прашања кои што ќе ги поставам. Првото прашање до министерот за финансии, второто прашање до министерот за култура и третото прашање до министерот за транспорт и врски. Во однос на првото пратеничко прашање, што се однесува до министерот за финансии, сакам да кажам дека вакво пратеничко прашање поставив писмено на 12.2.2025 година и од 12.2 до денеска немам добиено одговор од министерот за финансии во однос на пратеничкото прашање. Така да морам денеска да го поставам и усно, за да видам дали ќе можеме да дојдеме до некаков одговор. Секако дека е прашање за кое што и луѓето, граѓаните на Македонија, секако дека си го поставуваат како една од теми. Тоа се однесува во однос на заштитата на трети лица и нивниот имот од последиците на сообраќајни незгоди, како сопственици на моторни возила, кои што се должни по закон да имаат осигурување при регистрација и технички преглед на возилата, внатрешно осигурување за територијата на државата. Меѓутоа, постои и можност за сите оние кои што патуваат во странство, имаат обврска да обезбедат, т.е. да купат осигурување за странство или така наречена зелена карта за осигурување. Значи, тие не купуваат само меѓународна потврда за осигурување на возилото, туку практично прават проширување на осигурувањето со важност и за странство. И тој документ е се уште неопходен за влез со моторни возила во било која држава во Европа, која во моментот за патничките возила изнесува некаде околу 5500 денари со важност од една година. Со оглед на тоа дека цената на зелениот картон во земјите од регионот се значително пониски од цените на картите во Македонија, изнесуваат 5 или 10 евра кои што ги плаќаат заедно со регистрацијата и при обезбедувањето на осигурителната полиса и за внатрешното осигурување. Моето прашање е дали се планира поинаков пристап во однос на обезбедувањето на зелениот картон, односно намалувањето на цената на зелениот картон, бидејќи постојат повеќе начини и механизми како да се дојде до намалувањето на цената на зелениот картон. Ги имам сите анализи кои што се направени законски измени во Србија, во Босна и Херцеговина, како тоа е решено во Косово, како тоа го решава Црна Гора и така натаму, со посебни договори кои што ги исклучуваат со еден дел од држави во кои што можат да влегуваат со билатерални договори помеѓу себе без да имаат зелена карта. Впрочем, Македонија има таков билатерален договор со Словенија, една од ретките држави во кои што ниту ние, ниту регистарските таблици словенечки возила можат, односно имаат потреба да покажуваат зелена карта. Тоа ми е, значи, прашањето дали владата, односно Министерството за финансии, планира одредени измени на цената со тоа што ќе можеме да им помогнеме на граѓаните да не плаќаат толку висока цена, а да имаат едно нормално движење надвор од државата, како што тоа го имат решено пред се нашите соседи. Ако погледнеме, секој од државите во обкружувањето околу нас плаќаат 5 или 10 евра заедно со внатрешното осигурување, а при тоа може да се движат и на територијата надвор од својата држава, односно да влегуваат на територијата и во регионот и надвор и од регионот. Да. Второто прашање сакам да го поставам до
министерот за култура. Прашањето се однесува на следно. Имено согласно Законот за заштита на културното наследство, која што е установа надлежна за заштита на културното наследство на територијата на Скопје и Скопско, односно Националната установа Конзерваторски центар Скопје. Прашањето се однесува на црквата Свети Јован Крстител во село Булачани, општина Газибаба, која што е културно наследство, заштитено, меѓутоа се наоѓа во една многу лоша состојба. Црквата се наоѓа во еден комплекс кој што е ограден и во кој што имаме и други објекти кои што се вон од црквата, крстилница, трпезарија и така натаму. Тука се наоѓаат и селските гробишта во Булачани. Меѓутоа постои пукнатина на ова црква и навистина ова е едно наследство кое што треба да биде сочувано, впрочем како што се и сите други цркви во тој регион на општина Газибаба. Ме интересира дали со оглед на тоа што е започната некакви истражувања, па има сомнежи за археолошки испитувања, односно археолошки наоѓалишта под црквата и така натаму, при тоа е побарано да се направи така наречена GPR метода за откривање на тоа што имаме подземно. Тоа го имаат направено луѓето од црковниот одбор, имаат платено за една таква метода, направени извештајот и така натаму. Ме интересира дали Министерството за култура има направено план за 2026 година и во рамките на тој план дали има обезбедено финансиски средства се со цел да може да се заштити ова културно наследство, што е од исклучителна важност не за селото Булачани, не за општината Газибаба, него како културно наследство кое што е важно за Македонија воопшто, со оглед на тоа ако имаме предвид годината од која што потекнува ова црква и се наоѓа во селото. Благодарам. И третото прашање кое што сакам да го поставаме до Министерството за транспорт и врски. Сведоци сме дека имаме зголемено, односно енормно зголемување на цените на становите во Скопје, во регионот, односно во државата генерално. Според податоците од Народната банка, цените на становите во вториот квартал од 2024 година се зголемиле за 11,5% во споредба со истиот период претходната година во која што имало 8,2%. Тоа значи дека има тенденција на зголемување или раст на цените на становите по квадрат. И во однос на ова прашање се постават многу прашања, кои се тие главни фактори на зголемувањето на растот на цените, економската нестабилност, инфлацијата, трошоците на градењето, меѓутоа секако и веројатно многу така наречени шпекулативни трошоци кои што се во делот на градбата. Знаеме дека исклучително важно е да имаме пред се достапно социјално домување во државата. Многу од државите во Европската унија, во регионот така натаму посегнуваат по посебни програми, планови кои што овозможуваат пред се социјално домување. Прашањето е дали владата планира да ги следи, анализира ваквите трендови и кои се механизмите кои што ќе ги превземе за да можеме да ја стабилизираме оваа цена на становите и кој е планот на владата како да дојдеме до станови, односно до домување, па ако сакате претежно на младите луѓе, меѓутоа и генерално на граѓаните на Македонија, кое што ќе мора да биде пред се заштитено во рамките или ослободено, ако сакате, од така наречените шпекулативни трошоци, кои што создаваат енормен профит за оние кои што ги градат на штета на граѓаните. Благодарам.